Драги мои, ја малку емотивно влегов во цела она тирада, во првиот дел во врска со она што го говорев, бидејќи навистина многу емоции негативни ми се насобра заради дволичноста во врска со терористичките напади кои се случија во Париз. Затоа и на линија нема, мислам, подобар било кој соговорник во овој момент да имаме, одошто Бобан Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел, кој беше на лице место таму каде што се случи и трагедијата. Христос се роди за многу години, пријателе. Навистина се роди, Господ да не чува нас, нашите семејства, македонците и цела наша земја православна. Ти благодарам. Се надевам дека еве не ти се расипа и овие празници поради овие трагични настани, но животот тоа е што е. Бобан, ти беше најблиску од таму и беше логично дека ќе бидеш еден од првите на лице место. А една малце те молам, една хронолошки од кога дозна, од кога патуваш со сите твои сознанија, што се случуваше, што виде околу целата ситуација. Не треба посебни потпрашања да ти давам. Знаеш што сакаат да слушнат гледачите. Извините, ти и твоите гледачи сум многу уморен, бидејќи са утринава во 4 сабајле пристигнав од Париз. После се што се случуваше, нели, морав да останам до крај да ги проследам сите настани, со надеж дека никогаш повеќе, како што реков, нема да се вратам таму за ваков повод. Кога ме прашаш хронолошки, значи во средата на 7 јануари на православен Божик се случи оној масакр во редакцијата на магазинот Шарли. Иначе она Ебдо што го потребуваат сите не знаат, тоа Ебдо е скратеница од неделник од Ебдо, значи тоа нема врска, тоа не е име туку, тоа е неделник. Како да кажеш Република Неделник или така нешто. Значи Шарли се нарекува вестникот и кога дознав средата веќе бев во Брисел, имав активности професионални и не можев воопшто да реагирам. Но сепак на 3 часа од мојот дом е Париз и новинарскиот повик не ми дозволи да останам, едноставно да не појдам таму и да не бидам дел од настанот кој дефинитивно, Јанко, веруе ми, ја менува Европа, настан кој го менува светот и настан кој е почеток, веруе ми, настан кој е почеток на нешто што ќе биде далеку пострашно и што ќе се случува пред се овде во Западна Европа, а се надевам дека нема, но има и такви најави на остатокот од европскиот континент. Да оставиме анализата за понатаму, значи настаните. Знам дека ти се јавуваш и во вестите, беше на лице место. Кажи ми, ме интересира чисто онака кога патуваше до таму, патуваше со автомобил, така, Бобан? Со мојот автомобил, да. Со личниот автомобил, извини, не те чув? Да, со мојот личен автомобил. Да. Во целиот тој калабалак успеа и да се протнеш, да стигнеш таму, како изгледаше сето тоа? Предпоставам дека градот блокиран и сите пристапи. Апсолутно, значи јас бидејќи во четвртокот се спремам, во петокот сабајле тргнав, значи за Париз, а веќе во петокот се случија главните настанија, тоа е значи држењето во заложништво од страна на браќата Куаши кои извршија масакр на двајца луѓе во Да, кризата уште траеше тогаш. Да, не кулминираше во петокот, значи и тогаш се појави и третиот нивен соучесник, тоа беше Амат Кулибали, црноморестиот човек кој напираше 15 заложници во еврејскиот Коше и маркет, во еврејскиот дел на Париз. Јас тогаш пристигнував во Париз, значи и буквално јас веќе бидејќи сум тука 3 години, Париз сум бил повеќе пати и претходно и сега, никогаш, а испоред кажувањето на жителите на француската метропола, никогаш немало толкав распоред на полицајци и војници и воопшто безбедносни сили во Париз, во историјата, велат они, тие што се сеќават, имав можност со една бабичка од 90 години разговарам, апсолутно никогаш немало толку полиција и безбедносни сили на 90 годишна бабичка, таа ја преживеала и Втората светска војна, видела. Апсолутно. И ова да ја шокира до толку. Затоа што се случи стварно ненадено, се случи шокантно. Апсолутно, јас и ке тебе во емисија го имам тоа кажано, сега кои се сеќава ти сигурно, дека имаше најава од страна на foreign fighters, странските борци на исламската држава на Ирак и Левант, дека
они најавија за 25 декември на католички Божик ќе има напади во европските метрополи. Сега, дали не успеа, дали беа спречени или пак тоа беше само мамка за да се опуштат после тоа безбедносните служби на овие држави и капитални главни градови или не, но на православен Божик они го направија тоа што го најавија дека ќе го направат. Значи, јас кога пристигнува веќе браќата Куаши беа 48 часа во бегство без сон. Значи тие беа тотално исцрпени, сами се движеа без заложник и без помош и во автомобили запленети на пат, како излага од едни во други, така влегува во Демартан Лекол, тоа е едно предградие на Париз на 20 км од центарот, 24 км од центарот. Јасно беше дека и тие беа свесни после тоа што го направија дека нема никој да ги апси, нема никој да ги приведува, туку тие се една мета отворена бидејќи убија меѓу другото и двајца полицајци, едноставно се бараше нивната глава, ништо повеќе. Свесни за тоа влегува во хангарот, држа во заложништво еден човек, го пушти и тој, дури се однесувале многу добро со него, тој отворено кажа, после тоа им барал кафе, си разговарале. Потоа тие као, сега тука ние бевме многу тргнати на страна, дури на 5 километри од настрана, можевме само далеку да гледаме, значи као излегле од хангарот да се пресмета, пукале и после полицајците ги убиле. Тоа е едниот дел. Вториот дел што беше страшен и кој подоцна кога ќе анализираме е потврда на она што го најави исламскиот калифат, тоа е во исто време кога тие се под заложништво и под опсада од полицијата во хангар во Демартан, местото, во исто време во кошар продавница во европскиот дел на Париз, кој што е богат дел, каде што нели секогаш има и поголемо обезбедување, 15 заложници зема еден човек, во тој момент не знаат кој е и зашто е. Значи, бидејќи е црномурес, не е значи араб, на прв поглед не е така наречен исламист или квази исламист, така наликува на она француски црнец. Да, во Франција, се прилично, да, ги има многу црнци. И поголемиот дел од нив се католици, христијани. Така. Така, од брегот на Слонова коска, они се, ја имаат и прифатување, да. А обично нели нема таков арапски изглед, да речеме, како што обично нели е архетипот за да се представиш еден терорист и така натаму. Они во прв момент кога се дознава тоа, почнува да се пренасочува таму вниманието, не се знае дали е тоа случајно, дали сакал да краде па држи заложници или не. Во еден момент се дознава дека он праќа пораки преку неколку од заложници кои ги пушта, дека он е всушност третиот дел на групата со браќата Куаши, Саид и Шериф, кој што е војник на исламскиот калифат. Во тој момент кога он ги праќа пораките, он убива 4 луѓе. Значи од 15 заложници брутално ги ликвидира 4 и потоа полицијата, гледајќи дека он веќе почнува да се пресметува со заложниците, упаѓа и го ликвидира според патолошките наводи, мислам дека имаше 57 или 58 куршуми во себе. Значи брутално го решетаат, што се веќе. И сега, во тој момент, се уште, тоа беше него само вербално искажување, не се знае дали он сега нешто се збудале, па нешто таму земал евреи под заложништво, па сега сака да се идентификува со браќата или не. Во тој момент, кога завршуваат двете заложнички драми, ние веќе почнуваме да комуницираме интензивно со француските официјални лица, да видиме што стои за ова, бидејќи апсолутно недостапен тие таму теренот и во супермаркетот и кај во хангарот во Демартан, едноставно владеен е хаос. Во исто време на улица имаш толку многу полиција, на секои 2 секунди имаш ротацијски светла или сирени, не знаеш дали се тоа само деплојмент, распоредување на силите или всушност нов инцидент се случува, едноставно хаос. Жителите на Париз, што е многу, не може да кажем интересно, но жално, значи се заклучува по домови. Едноставно не сакаа да комуницираат затоа што многу се уплашија, Јанко. Значи, одеднашка тие се соочија со нешто со кое долго време се нема соочено. И во тој момент, значи полицијата почнува да ги лови јатаците нивни, односно да ги лови местата каде биле. Тие за утредента во саботата, значи да открие дека Амат Кулибали, црноморестиот човек кој држеше заложништво луѓе во кошар маркетот во еврејскиот дел на Париз, всушност имал изнајмен од стан на 2 јануари во центарот на Париз, во истиот најдоа над 10 калашникови и друго наоружување, најдоа 4 видеокасети од негова обука во Сирија и најдоа касети каде што тој се соопштува дека покажува знаме од исламската држава на Ирак и Леван и соопштува дека тој е
джихадист ниви и дека свесно ќе влезе во едно такво дејание за да ги одврати вниманието од браќата Куаши, соопштувајќи дека претходно биле тројца, па се поделиле на групи. Да биде поинтересно, пред да најдат оваа касета, јас разговарам и на Сител одеше интервјуто со францускиот академик социолог Жан Бери. Интервју. Човекот пред да се знаат работиве вели, јас ви кажувам, они беа една група, кога не се знаеше дека се една група. Една група се поделија на три. Овде има спиечки кели, sleeper cells, кои што вика ќе допрва ќе се активираат, ние сме во голем проблем. Потоа ги откриваат овие работи и се утврдува дека всушност Париз во моментов една темпирана бомба, а ова само беше една рачна бомба која експлодираше. Значи, допрва, се надевам не, но допрва се најавува дека ќе има такви напади. Сега, во исто време, дента во саботата вечерта, значи ден после заложничките кризи, убиствата на киднаперите и на браќата Куаши, вечерта Франсуа Оланд, францускиот председател и министерот за внатрешни работи Бернар Казнов повикуваат на мир, на спокојство, да нема освети, бидејќи еврејскијата популација во тој дел се уплаши, почнаа реакции, значи французите почнаа се плашат, почнаа реакции кон палење на џами, почнаа реакции кон лица кои наликуваат. 40, значи преку 4 малце пред емисија читав некои работи, значи преку 40 инциденти има, значи, зафрлање бомби, запаливи средства, поднетнување пожари кон верски објекти, излегол овој што е верскиот лидер на Франција, муслиман, дека е он шокиран од сево ова, вика никогаш не било. Тоа сака да ти кажам, ја ретроспективно ти ги представувам работиве, значи во тој момент свесни дека сега се таргет всушност муслиманите. А бидејќи сите муслимани не се терористи, тоа е факт, и дека оние кои следат вистински исламската религија, таа е религија на мир и почитување, таа е религија на достоинство. Нема таму убиство у ниедна религија. Значи, и свесни дека се сега тие мета стануваат мета, веднаш искочи главниот верски лидер и обкружен со стотици своји поддржувачи, соопштувајќи дека тие, а до тогаш пази, поминуваат 4 дена, го осудуваат убиството на Шарли Ебдо, бидејќи беше во Шарли магазинот, бидејќи беше освета поради карикатурите, меѓу другото и за исламскиот пророк Мухамед, но и дека се плаша за свој живот и бараат и изразуваат поддршка на Франција. Во тој момент се креваат во Тулуз, Ница, Монанко, во другите градови освен Париз, масовно луѓе. Во Тулуз искочија 700.000 луѓе. Значи, пази, во Париз вчера беа 1 милион, во Тулуз, кој што е помал град, искочија 800.000. Значи, немаше човек што остана дома на улици да протестираат барајќи мир. Свесни за тоа, Франсуа Оланд зема да ги повикува светските лидери, да ги кани, односно да испраќа една универзална порака за утре дента, односно за вчера недела, да се маршира, да биде марш на единство, за да се покаже дека французите се обединети и дека светот, Париз е центар на светот и е безбеден град, бидејќи кога ќе дојдат светски лидери, ако со тоа покажуваат меѓу другото дека чувствуваат дека градот е безбеден. Сега, во исти момент се добија одглас дека ќе дојдат 47 и толку и дојдоа светски лидери, членови на кралски семејства, шефови на држави и така натаму. Во исто време најавуваат, сега знаеш, одиме ретроспективно и затоа се обидувам да не пропуштам дел од низата настани. Во исто време почнуваат да пристигаат и многу квази информации. Знаеш, кога има таков настан, кога има серија обемни, значи набиена агенда, обемни настани, тогаш и вистината излегува низ прозорец. И во тој момент јас сум таму и стигнав на улица ме сопираат луѓе, ми велат, онде имаше покај њу убијат двајца, трчаш ти, нема никој, прашам полиција, не бе. Значи, тотален хаос еден владе. И во тој момент и психоза предпоставува меѓу луѓето. Ама ти не знаеш, па каква можеш да замислиш беше состојбата кога ти излагаш на улица и пред тебе гледаш хамер полициски со долги цевки полицајци со панцири, на два чекори имаш војници. Значи, во тој момент Бернар Казнов, министерот за внатрешни работи, покренува 2300 нови полицајци кои ги распоредува и повикува помош од Министерството за одбрана, кое што распоредува 1000 војници на улиците на Париз со долги цевки, тешко наоружени, со цел да се покаже дека полицијата и односно безбедносните служби на државата го контролираат градот. Сега, после ова јас во меѓувреме одам на местото каде беа убиени новинарите од
магазинот Шарли. Значи тоа е една мала уличка. Јас дури бев сместен на 20 метри, значи буквално гледав каде е тоа во хотел, од хотелот каде што бев. Значи тоа е едно прво многу жално, бидејќи местото е навистина скромно, очигледно тие и кубуреле со средства. Значи прво локацијата не е лоша, но зградата е стара. Таа беше обкружена се уште со полиција и со огромно обезбедување, немаше достапност од 50 метри. Значи буквално никој не можеше да го види вториот спрат и вистинската зграда никој не ја знаеше каде се случил нападот. Но во неделата наутро рецепционерот на хотелот е човек кој живее во таа населба. Му велам не можам да дојдам да го видам каде е местото, сакам да видам како се убиени моите колеги. Он ме зема ми вели дојди, ќе ти има еден пролаз кој ни полицајците не го знаат. И ме однесе буквално пред зградата на Шарли Ебдо, се изненади и полицијата што барам ја таму. Зашто видел нигде искочи, знаеш. Ама јас имав пресакредитација на мене и свати дека сум новинар веднаш. Али јас буквално видов се уште има крв на прозорците. Значи тоа било масакр. Што збориш горе? Да, и за жал не можеле нашите колеги, како што ми објаснуваше рецепционерот, бидејќи ја знае зградата, значи они иако ги слушале, потоа ќе ти ја раскажам целата приказна со соседката што живее буквално у терасата што гледа на терасата на Шарли. Значи тие буквално немале можност, они ги слушале 2 минути како доаѓаат, пукаат, маваат, викаат, доле се обидуваат да влезат. Они немале можност каде да одат. Значи они веќе очекувале, ти седиш и очекуваш смртта, знаеш дека доаѓа да те убијат. Тоа било една неверојатно случај. Еве сега се ежам како го кажувам ово. Значи, во тие 2 до 5 минути, кога они трчаат, влегуваат, пробиваат врата, па не можат да пробијат шифра, доле била заштитена со вратата со шифра, па некоја жена им ја отвара и така натаму. Овие доле седат, ги гледаат и очекуваат убиство, зашто немаат каде да дојдат, тој втор спрат, не може да скокнат, исто и да скокнат ќе загинат. Значи, и они ги очекуваат и дури он влага на колегиумот, затоа ги убиваат главните луѓе, затоа што овие имале колегиум. И на колегиумот они разговараат, сега после се тоа приказни се разбира, не тврдам дека е вистина, него они разговараат што да правиме, па викаат нема што да правиме. И они влагат, по име ги читаат. Значи они селективно убиваат, значи не е само на автоматот и на автоматско пукање да решетат, они тачно знаат кого да убијат. Значи затоа и главниот уредник и карикатуристите тачно они ги убиваат тие што имале намера да ги убијат. Значи се уште има крв на прозорците. Сакав нешто те прашам. Таа зграда колку спрата има? 4. 4. Не можеле да побегнат по други станови, по Не можело, затоа што у тој момент тоа е хаос. Значи, доле слушаш Не, бидејќи ти ми рече, сватив дека тоа траело неколку минути, траам бум. Не, они 2 минути е пристапот. И они се свестуваат дека они идат по нив и не знаат у прв момент фаќа паника, тоа не се обучени полициски безбедносни служби, тоа се обични цивили. И фаќа паника и викаат што да преме, немаме каде да одиме. Значи, и у тој момент они остануваат во салата за состанок, за колегиум, и овие само влагуваат и му кажуваат, значи ти си овој, ти си тој, ги убива. Значи брутално ги убиваат по список. Сега сите се убиени таму или оставиле живи? Сите се убиени што имале намера, а неколку се ранети затоа што ипак некој најш трчал, па и они пукнале у некој што трчал и така. Сега на влез они убиваат. Интересира, дали сите биле на список таму што биле убиени или преживеа, на пример, не знам, Бобан Нонковиќ, ти не си на список? Го нема списокот за да може да знаеме дали така, значи тоа уште не се знае, тоа претпоставувам дека заради они имале список во рака, тоа кажуваат ранетите дека имале список во рака и они ги читале како учителка во клас кога. Значи има веќе сведоштво од ранетите. Таа апсолутно. Сега, што се случи? Они при влезот има еден полицаец кој го чува, веднаш го ликвидира. Кога искачаат после масакрот, а зошто имало полицаец? Тој знаел дека затоа што магазинот Шарли од 2011 одамна има закани. Да, има лесно полициско присуство таму, значи еден полицаец кој амбасада. Да, она куќерка, да речеме 101 полицаец. Колку да тоа е лесна мета. Еден е и плюс 100, таму е и лесна мета, бил прв го убива. Сега, како излегува? Они веќе свесни дека веќе целата населба искачаат луѓе на тераси, ги гледаат. Они пукаат за да ги заплашат сите. Пука неодредена цел, значи не пукаат по луѓе, туку пукаат по згради и тука се ствара еден страф и сите бегаат од тераса, сите бегаат од улици и они трчаат од тоа мало уличе на главната, тоа има 20 метри. Сега у тој момент како трчаат, а слуша оддалеку еден полицаец од другата страна на улицата, од друга страна на главната улица притрчува и се крие меѓу коли. Они како истрчуваат го приметуваат. Тоа е полицаецот Ахмед. Таа слика кај што ја покажуваш ти, јас сум на местото каде што они му пукаат во глава. Значи полицаецот Ахмед без они да имаат воопшто, можеби знаат, можеби не,
да се свесни дека се работи за муслиман во полициска униформа. Они прво го здогледуваат полицаец, го пукаат, го рануваат. Он како се ползи на местото ако се гледала аматерската снимка, таму легнува. И они дотрчуваат до него. И сега таа што ги снима од терасата, јас ги видов и од која тераса е снимено, таму сум на местото како што ги снима на аматерската снимка слуша. Тој им вели, зарем сега ќе ме убиете? И овој едниот од браќата му вика, да шефе, уи шеф. И му пука во глава. Значи, брутално. Сега, во тој момент, таа информација што ти кажува? Сега сакам да направам една паралела, ќе ми дозволиш. Убиството на децата од Смилковци, освен со решетање, и со потврда, односно оверка, со пукање во глава на секој од нив. Брутално, безмилосно и без отпор. Значи, тоа е оверказ дека е тој мртов. Тоа се работи за истиот ракопис. Зато правам паралела. Пред 3 години во Македонија е првото дело на припадници, следбеници на квази... И повторно на православен празник, на Велики петок. Тачно е вечерта према Велики петок, така е. Значи, во Македонија е првиот подпис на овие европски кели на исламскиот така наречен калифат. Памтиш што ни рекоа? Пазете какво ќе биде судењето. Одблиску ќе го следиме кога ги фативме. Чекај, сега идеме ретроспективно. Ти ми рече да терам така, да. Јас ти продолжувам. Добро. Доаѓа недела, закажен е маршот на единството, доаѓа 47 лидери, Меркел, Камерон, Бенјамин Нетањаху со рака под рака со Махмуд Абас, што е легендарна снимка, палестински лидери, израелски премиер, голем број на лидери, за жал македонскиот претседател Иванов не дојде иако можел. Тоа не е добро за него, на пример. Но во секој случај, значи, доека е закажан тоа утрината, значи во неделата, кога веќе се дознава дека Амат Кулибали кој што е киднаперот во еврејскиот кошер маркет е член на исламската држава. Они, значи француските безбедносни служби за прв пат откриваат преку министерот за внатрешни работи Казнав дека имало пропусти. Зашто ти го велам ова? Затоа што се утврдува дека Кулибали бил на обука во Сирија, браќата Куаши биле во терористичките одреди на Ал-Каеда во Јемен. Значи се работи за лица. А Кулибали, што е поинтересно, бил во Сирија во време кога со американско оружје и со американски инструктори се борат под името на сириски бунтовници против режимот така наречен на Башар ал-Асад. Значи во еден момент они се соочуваат со реалноста дека всушност оние кои ги пукаат, кои за секогаш им го нарушуваат мирот и безбедноста и за секогаш ќе имаат страв парижаните и французите, се всушност луѓе кои тоа го научиле од западни инструктори. И во тој момент француските служби откриваат дека они имале пропуск. Знаеле, што е многу ингениозно, знаеле дека биле во Јемен и во Сирија, ги имале под присмотра, ама не реагирале за да ги уапсат, спречат. Мислам, како ти кажам, а има закон за справување со странски борци на кои што делуваат во насекаде низ светот. Значи, они не го примениле законот да го направиле тоа, ништо од ова што го збориме веќе немаше да биде, ќе си беа живи нашите колеги, ќе беа живи полицајците, ќе беа живи 4 цивили во супермаркетот. Затоа што, едноставно, очигледно не се работи само за пропуск, него за свесно не интервенирање во дел кој што некој ти вели не бе тие се наши. Така е. Затоа, како капак на сето тоа така е, тие се наши, нели? Ни вршат работа во да го срушиме овој, ни вршат работа да го срушиме оној. Доаѓаме до кулминација на приказната, а ти те молам изречи заклучок, не сакам ја тоа да го кажам. Од 47 светски лидери, сите најголеми лидери на најголеми држави, знаеш ли кој единствен лидер не беше? Кој? Претседателот на Соединетите држави Барак Обама. Ме оставаш без текст, стварно не помислив на тоа. Оставам на тебе да издржиш. Дури ако не се лажам, нели имаше критики до власта зошто не биле Груевски беше на самит во Индија. Груевски беше на далеко поважно место за Македонија. И беше седнат до Кери. Не, тоа не е спорно, ама Иванов требаше да биде. Ама сакам друго да зборам. На страна за тоа. Сакам да зборам ако не бил Обама, требаше барем Кери да биде, нели?
Значи, Америка единствена како од големите држави беше представена од својот амбасадор во Париз. Германија од канцеларката, Британија од првиот министер или премиер Камер. Ти беше наш представник таму? Ти беше наш представник таму. Особено од име на новинарите, од нас новинарите, ти беше таму. Бидејќи ја сигурно не можев да дојдам, ако ништо друго од материјални причини не можев да дојдам таму, но ја се чувствувам дека сум бил таму како протест преку тебе. На крајот на криштата. Ја комунициравме, ти побара во твое име да им одадам почит и на жртвите, тоа го направи во име на вистинското трудолюбиво новинарство, а не на квази новинарство. Само ова сакам да ти го кажам и после тоа ми интересира твоја анализа, не на ова што ќе го кажам, туку на она што го рече Европа нема да биде иста, ќе се случува нешто пострашно. Дозволи ми ова сакам само да го кажам, го запишав малку. За да не го заборавам, бидејќи уцелава тирада. Ја обично, ме знаеш дека сакам малце млака вода, да не се закачам, ама пак да имам доволно респект спрема новинари и опозицијски, да бидам отворен спрема сите, но Бобан после ова тешко ќе ми биде. Ја разбирам дека опозицијата и опозицијските новинари главна тема им е, нели, напаѓаја власта во било кој сегмент за да се вратиш на власт. И некако е легитимно. Но, дури овој масакар опозицијските медиуми го ставија во политичка конотација против владата. Знаеш што изјавија они? Они изјавија дека медиумите кај нас, дебек таму ги убиваат со куршуми, а кај нас биле мртви. Да. Од друга страна, Слободен печат тврди дека има најголем тираж. Како бе мртви? Па јас сум тогаш мртов. Ја не можам да се мерам со неговата популарност, така? Не, те молам само нека кажат зашто немаат, например, вестник финансиран од Сорос во... Само ова сакав да го кажам, бидејќи ја спомнуваш фелата новинарска, значи ваков чин на тероризам и убиство и трагедија да се користи во кампања. Сега, овој момент да го користиш во кампања за борба на власт е срамно. Ке им го тријам постојано под нос. Не е марсовци да биле на власт. Не е важно кој е на власт. Убиство, не можеш ти убиство во... Не, тоа е... Чекай, тие своите деца ќе си ги продат за да дадат на власт сега. Само сакам да ги подсетувам. Каква беше реакцијата на опозицијските новинари за Беслан, 300 деца, за Смилковско езеро, за Одеса. Се сеќаваш, Одеса ние и најскоро летово се случи масакрирање на трудни жени, финансирани од НАТО, од Европа, за да се и поттикнат фашизмот во Украина. Не, мислам, страшно е, не знам што е пострашно. Бобан, ова што падот на моралот или етиката или атомската бомба што изгледа ќе ја видиме. Што ти предвидуваш, што ќе се случува? Што е тоа пострашно што сега ќе се случува после ова? Значи, викаш нема да биде ништо исто. Што е тоа? Things will never be the same again. Сега слушаме вака. За да ја продолжам, морам да се вратам, да ја завршам целата приказна. Извини што те прекинав, ама морав да... Не, дојдовме до присуство на светските лидери, кој не беше, а оставив ти да извлечеш заклучок. Океј. Сега, значи, после ова, се појавува во француските медиуми, јас се уште синоќа сум таму, се појавува анкетата на британски Newsweek од август оваа година, односно минатата, се извинувам, во кој се покажува дека 16% од муслиманското население во Франција, а се работи за 6,5 милиони лица. Значи, они се 10% од вкупната популација на Француската република се муслимани, од тие 6,5 милиони, 16%, тоа се околу 850,000 луѓе, статистички они се луѓе кои што отворено кажуваат дека поддржуваат и имаат симпатии кон делувањето на исламската држава на Ирак и Левант.
Збориме за нешто што јавно на анкета си е кажано, значи не збориме сега ние откриени од страна безбедносни служби информации, проток и така натаму. Говориме за нешто што јавно е направено во вид на анкета, во проценти 16% рекле дека имаат симпатија и дека ги поддржуваат тие луѓе. Епа сега. Бобан, 800.000 луѓе рушат држава како што е голема како Америка, не па Франција. 800.000 е сериозна армија. И тоа, пази, армија ќе ја видиш, се истоварува, така, носи униформа. Ова ти е цивил, у кого да пукаш. Ова е страшно. Плюс, нивното делување, како што објаснува експерти, имаше голем број на експерти безбедности таму кои што можеше да се консултираат додека бевме. Добре. Најтежок противник се луѓе кои не се плашат за својот живот. Да, фанатици кои се решени да гинат, да, точно. Тоа е страшно. Кога камиказе, нели авион ти иде, ќе го пукаш, ќе го заплаши. Камиказе ти се соборува. Ама тој не очај бе човек. Види Јанко, они велат, ние вика обично кога има дали заложничка криза, дали криминалци апси ме тржа. Прво вика на што сметаме и што секојаш, тоа е страво. Бука праиш ово, и тој прво се плаши за животот свој. Така, а ти го почувствува меѓу луѓето, така, во хотелот со луѓето, сите извадени од памет се, нели? Франција, атомска бомба имаат, каква армија имаат, каква полиција имаат, а луѓето уплашени. И можеш да замислиш што имаш за противник. Прво, противник кој реално не го познаваш, затоа што се работи не само за сега глупо е, јас не сакам стварно да ме разберат погрешно дека јас мислам дека тие што се муслимани се сите такви апсолутно. Тоа е злоупотреба на исламот за некакви. Никој не може да ти извлече лош заклучок од ова што го кажа. Но твојот противник е непознат. Прво зашто? Затоа што е инфилтриран во редови. Тоа се работи за француски државјани, за лица кои по второ и трето колено се веќе во Франција. Значи ти не можеш да ги разпознаеш така лесно. Не е тоа црни петко да шета по улица и ете го гледаш и тоа е непријатно. Значи тоа е некој што седи до тебе во кафулето, тоа е некој што се вози со тебе во метро. Човек кој апсолутно нема проблем да умре, човек кој апсолутно нема проблем да убие, да одземе тој живот, луѓе кои не се плашат да преземат било какво терористичко или негативно дејство, имаш за противници. Во време кога насекаде имаш оружје, буквално можеш да купиш на улица оружје, во време кога има многу пари за да се дадат, за да се купи таквото оружје, и во време кога не постојат па граници меѓу овие европски држави, па така на пример Белгија, каде што живеам јас и од каде што ти се јавувам во моментов, е земја која е според пер капита или според глава на жители извезува под наводи најголем број на војници во странски борци во ИСИЛ. Вилвор, градот каде што имам најмногу пријатели кај што живеат најголем број од македонци, тоа е македонска заедница е најбројна таму. Е градот од каде што е центарот за регрутација на ИСИЛ. Тоа сите го знаат, го објавуваат. И сега ти можеш да замислиш кога нема да бидат доволни француските кели, тука се белгиските, тука се холандските, тука се шпанските, тука се австриските, германските. Значи, не се работи, Франција нека извади цела војска на улици и полиција нека ги блокира сите станови. Ќе дојдат од другата држава без потреба да минат граница и да минат низ идентификацијски канал. И затоа ти велам, они се свесни дека она што сега се случи во Париз, за жал е само почеток. Но, јас во разговор пак со колеги новинари таму, имав можност и ја бидејќи имам за пријатели, колеги дописници амерички кои што се тука и на амерички медиуми на британски. Јас им укажав дека сето ова започна пред 3 години во Македонија. Им го опишав целиот случај, ликвидацијата. Тие беа изненадени, немале појма за тоа. Како беше? Ова го правиме за да ја убиеме вашата вера. Така беше кажано. Во судската пресуда. Да, во судската пресуда стои нивна изјава. Да, но на улиците на Париз немаше ни еден човек овие 4 дена кој протестираше во поддршка на убиците, на колегите новинари во име на некакви квази религиски цели, ниту на четворицата заложници во кошер маркетот во еврејскиот дел на Париз. Во Македонија масовно излезе народ во поддршка на луѓе кои со судска пресуда, на суд. И беше тогаш напаѓана министерката, владата,
МВР зошто реагирала, зошто ги апсела, зошто приведувала луѓе, зошто испрашувала луѓе, тоа е едноставно и тоа не они, него наши луѓе тука. Тоа е она некрофилијата со што се хранат некој. Види, на крај секогаш им пука од глава. Го создадоа ИСИС, го поттикнува радикални елементи кои мислеа дека ќе им завршат место нив. Ние да не идеме да гинеме, они ќе направат. Истото им се случи со Ал-Каеда, да, во Пакистан. Им се случи и не ја научија лекцијата. Не. Европа за жал страда, а сите работи во интерес собствен, знаеме кој ги прави. Европа е жртва. Јас сум ти кажал и во политичка смисла санкциите кон Русија, раскинувањето на тесните економски предсеврски меѓу Европа и Русија, кои што граничат меѓу себе територијално, не се повина, не се пожелба на европејците. Тоа е јасно. Слушај сега. Значи, очекуваш во наредниот период дека другите кели ќе се активира? Не, јас молам Бога и се надевам дека ништо нема да се случи. Нема. Ама се плашиш дека токму ова ќе се случи. Јас ти пренесов информации, ти пренесов размислувања, ти пренесов анкети, ти пренесов буквално цела атмосфера која владееше во Париз. Па излечи заклучок сега, така. А таму синоќа бидејќи зборови во твоја уста. 4-3 нова, синоќа кога излегував од Париз 2 сати, бидејќи на секој ќош беа сопирани возила кои што ги управува или во кои беа лица со малку поголема брада и потемен тен на лицата. Каде се нивните човекови права, сега ќе ми каже ли не? Кој ќе се побуни за правата на некои луѓе кои што според своје лично убедување носат подолга брада или имаат потемен тен на кожата? Кој ќе се бори за нивните права? И кој ќе има право да им каже на француските полицајци, откако се убиени двајца нивни колеги, откако им е растурена безбедносната ситуација во државата, па да не го прават тоа, затоа што е па во интерес на граѓаните, мнозинство на Франција. Сегде има по некој анален новинар кој ќе ги брани. Ајде да го видам. Да. Дали мислиш дека Европа свесно ќе ги напушта сега демократските принципи за да се заштити? Па, ете го имаш Европската комисија од четвртокот, значи ден после нападот и масакрот во магазинот Шарли. Европската комисија започна со подготовка на концепт за засилување на Шенген, идентификацијските кодови, документи, прием на лица во рамки на Шенген зоната и така натаму. Започнува да воведува нов систем на идентификација во рамки на државите, односно издавање на лични карти, па кој си, како си, ако си жителче да видиме зашто си тука, со што работи, што ти се действија. Значи, тек сега слободата на движење, слободата на, ајде да не кажам изразување, ама слободата на право да се чувствуваш и да се однесуваш онака како што сакаш, ќе биде длабоко загрозена, али малце задоцнето. Затоа што ќе ти ја кажам приказната во Франција, зашто има толку сега дојденци, арапи и така натаму. Во 50-тите години никој од французите, а истиот случај со Белгија, све што ти говорам за Франција и за Белгија се смета, во 50-тите години никој не сакал да работи аргатска работа, рудници и така натаму. Они велат, бијаме ние ова колоније таму, да ги земе тие без за парче лепки, најме тука ќе работи. Сега, тоа важи од 50 до 70 години, им даваат корка леп, тие работат црнчат таму. Во 70 години се појавува либерал демократијата во европските држави, се воведува закон, тој закон има еден француски израз, но тој закон се нарекува семено окупирање, семено собирање. И тие лица кои што дошле на пример од Мароко, Алжир, кои дошле да работат, добија право брат, сестра, внук, син, ќерка, внука, татко, мајка да си ги донесат за секогаш во државите. И така ти имаш, например, од, не знам, 500.000... За да бидат, нели, тие нормално ќе бидат гласачи на либералната левата опција? Не, тоа било надеж, ама после тие станале нешто поино. Си станале нешто друго. Тоа е проблемот,
И затоа јас, кога ми вела зашто си против либерал-демократијата, ја им го дам и овој пример. И затоа сум јас длабоко демохристијански и конзервативен и десно ориентиран. Дозволи ми сега малце да шпекулираме. Бидејќи ја ќе се воздржам, не сакам ништо во твоја уста да ставам зборови никакви мои, нити овдека прочитани, сепак си голем професионалец, изворедно ја си ја работиш работата, но има неколку сега чудни прашања кои се поставија. Нели во овој цел наплив на емоции, како ти убаво го кажа, и на овој, ајде да кажам, оваа лавина од случувања кои се случува едно по друго од минута во минута, не од час во час. Прво што се случува кога се случуваат една ваква работа, кога ќе се случи една ваква трагедија, почнуваат теориите на заговор. Една од теориите е дека вакво нешто ова било исценирано, дека ова не го направиле муслиманите, туку нешто американско-француска полиција сами си го организирали и сето тоа било измислено и така натаму. Па дури и дневник го имаш, утрешен, кој вели нема ништо сомнително со видеото на убиството на полицаецот. Нападите изведени во Париз покажува дека мала група е способна да организира синхронизирани напади во еден град во срцето на Европа и да предизвика огромна штета. Страница 2 и 3. Значи, безбедносните служби на западноевропските држави во глобала, особено во Франција, не се подготвени на кој било начин да се справат со радикалниот исламски терор. Ниту професионално, ниту правно, особено не ментално. Ова е ставот на Алекс Фишман, воено-политички аналитичар на најчитаниот израелски вестник Једиот Ахронот. Западот мора да се освести оти ова е само почеток на бранот напади. Почеток на бранот напади. 4 терористи парализира големи делови од Париз цели 3 дена. Вакви инциденти, ако се случуваат еднаш неделно, се доволни да ја фрлат Франција на колена во очите на исламистичкото лудило или пак да ја банкротираат, смета Фишман. Ништо сомнително во видеото со убиството на полицаецот. Значи, нападите изведени во Париз покажуваат дека мала група е способна да пропусти на францускиот безбедносен систем, тоа ти што го кажа истото. Можно е убиците да користеле доза од средство за смирување. Тоа се прави во сите армии, па не е непознато и за терористичките групи на ИСИЛ. Станува збор за класични средства за смирување кои се земаат при извршување на акции со висок ризик. Значи, при зголемен адреналин. Не, па ти признава дека и професионалците тоа го прават. Ама види, Јанко, јас ти објасним дека тоа се лица обучувани, и тоа од западни инструктори, и кои многу добро знаат да се справат и емотивно, емоционално, и ментално, со сите такви ситуации. Значи, едната теза е дека ова целово било исценирано, и второто прашање, кое сега одекна, можеби и немаше толку да биде, но вика, се самоуби истражителот на нападот во Шарли Ебдо. Франција се мобилизира. Значи, инспекторот на француската полиција, кој учествуваше во истрагата за нападот на редакцијата на вестникот Шарли Ебдо, изврши самоубиство, пренесоа светски медиуми. Ерлик Фредо, 45 години, се самоубил со службен пиштол во својата канцеларија во Лимож во четвртокот вечерта, откако разговарал со семејството на една од жртвите, пренесува Франс 3. Инспектор Фредо работеше како и другите инспектори на случајот во седиштето на Шарли Ебдо и разговараше со семејството на една од жртвите, пренесува Тањук. Пред да го состави извештајот, тој се самоуби, стои во соопштенијето од полицијата. Сега вака ти кажам, значи прво на случајот тој бил еден од 1000 инспектори што работеле. Значи веднаш сега да не се реагираат, сега да се врзат на ова шпекулација, ете главни, прво не бил главен. Значи апсолутно тој бил еден од 1000 инспектори кои работел на целиот случај и според исказите, она што можело внатре да се види од масакрот, било толку потресно што професионалци, првите полицајци што упаднале таму во истрагата, велат дека повраќале. Значи, сега можеш да замислиш прво колку била стресна сцената, ти да гледаш масакрирани 10 тела во една мала канцеларија, значи, таму. Тоа било повеќе од застрелување.
Па ако прозорите се уште имаат крв, можеш да замислиш што се случувало внатре. Тоа значи шаржери се празнети во главите на... Празни. Страшно. Сега, јас ако ме прашуваш искрено, сега повторно сега не сакам да се правам попаметен или поголем католик од папа, но сакам само да кажам дека мојот впечаток е дека апсолутно, барем во овој дел, каде што се работи за самоубиство, не треба да има сомнеш, сега дека тој се самоубија, па мора да има теорија на заговор. Так. Може стварно да бил стресен човекот, затоа што ти велам, првите полицајци што упаднале повраќале, велат. Не знам дека е така. Сега, кога збориме за теоријата на заговор, се појави, јас ја гледам Дневник ја негира, во однос на местото каде е убиен полицајецот Ахмет. Да. Јас сум сликан таму, тие покажа таа слика. Да. Значи, јас го одев целиот тој пат и јас разговарав со соседката, тоа не го кажав, го оставивме за подоцна, која го гледала целиот настан. Али жената беше толку стрешена, 73 години имаше, ми има стимено сителовиот камерман како разговарам со неа, но не можеше во камера да го каже тоа. Жената го раскажа целиот случај и зашто сакам да ти го кажам за да дојдеме до местото каде е убиен полицајецот. Значи, таа живее на крстосницата меѓу улицата каде што е убиен полицајецот Ахмет и канцелариите на магазинот Шарли. Тоа се 30 метри, нема не знам како ти кажам, значи тоа се две згради разлика. И буквално они прво искачаат на ќошот на таа улица пред низината зграда, маваат силно со вратите, она искача бидејќи силен звук слуша и викање на луѓе. И она искача и ги гледа со качулки на глави и црни униформи и женава ми вели врати од кола, извини, силно удирање со врати. Да, искачаат од некоја кола и силно удира. Таа црната кола што имаш на снимката. И вика силно удира, вика ја искажам што? Ги гледам, вика и прво што помисли со качулки на глава, па некој карневал вика има на улици. Женичка, ми вика. Па вика некој карневал, вика знае тука да поминува така маскирани. Вика и си реков, па има нешто. Влегла она внатре, после минута и пол слуша повторно пукање, експлозија. Искочила пак, после 30 на секунди ги гледа истите како трчат со оружјето во рака. И вели, јас викам, ови изгледа нешто белја направија. И се онај како што ги гледа од терасата, ги гледа како влагаат во колата, тргнуваат маци го забележуваат полицајцот, ги отвараат вратите и го пука. Тој излегува, се извлекува на тротоарот каде што е ликвидиран, каде што стојам јас на сликата. Тие дотрчуваат до него, ги гледа. И брутално го ликвидираат. Значи, се работи за радиус од 50 до 70 метри од Шарли, местото на магазинот Шарли до улицата каде е убиен полицајецот Ахмет. Значи, нема тука теории, не знам некој што не бил на настанот па велеле далеко е таа улица, сигурно не биле тие таму. Не, се работи за многу мало растојание, како ти обяснам. Како од Сител до кафанчето на она како се тоа тука на ќошот, така, те разбирам. Значи, буквално ништо тоа не. И ова последново што сакам да го спомнам. 10.000 војници се распоредени. Денеска дополнително се распоредени. Дополнителни 10.000. Што тоа значи? Што ќе значи за Европа ова? Што ќе значи сега таа поддршка во регионот? Можеш ли да шпекулираш тука нешто? Сега јас малце ќе те префрлам на НАТО. Зашто ќе го направам ова? Затоа што според артикл 5 од уставот, така наречен или договорот на НАТО, во него пишува дека секој напад на една од земјите членки на алијансата, а тоа е меѓу другото и Франција, е и напад на целата алијанса, значи на сите држави во рамки на НАТО. Сега, тоа некој си го толкува во вид на напад, доаѓаат од странски хеликоптери и авиони и пукаат и ние сега ги креваме наши и ги браниме. Так. Но дали ова не е напад, бидејќи се работи за борци кои што делуваат во име на една странска држава или така наречен исламски калифат, односно исламска држава на Ирак и Левант. Дали тоа не е напад? И дали во случајов не треба и НАТО да интервенира бидејќи се работи за напад на странски сили? Ако интервенира НАТО, каде ќе интервенира? Внатре во земјата членка? Чии војници треба да се распоредат освен француските во рамки на една земја членка на НАТО? Значи полски, значи грчки, значи бугарски, значи албански. Ако не се лажам, во 2016 година се најавени или 2015, не сум сигурен, големи маневри во Средоземното море, каде што ќе има деплојмент на неколку десетици илјади кои трајно ќе се стационираат на европско тло, Шпанија или Франција и така натаму. Шпанија.
Па сега, нели, можеби ќе биде покритично и за или не знаеме, келиите ќе видиме како ќе се активираат сега. Чекај, се активираат. Сакав да продолжам, извини. Значи, дали во рамки на француската полиција, како што е и случај со убиениот полицаец Ахмед, нема, што е нормално, и стотици илјадници и во полицијата и во војската муслимани. Дали не може еден, двајца од нив, тројца, 5 на 100, да се преобратат во меѓувреме ако веќе не се преобратени и спијат? Да, ако не се sleeper cell и самите. Дали тоа не значи де факто дека и во војската на НАТО има борци на исламскиот калифат? Сега рече дека сакаш да шпекулираме, па затоа малце го сакам да правиме брейнсторминг, знаеш. Значи ги поставуваме прашањава, а одговорите очигледно сами доаѓаат. Значи, имаш, затоа ти го префрлив на НАТО за да ти обяснам колку е безбедносно врзана работа. Европската унија од лани, од 2012 има и своји безбедносни сили. Во дел од нив учествуваше и Македонија. Дали Европската унија не треба сега да испрати сили од своите редови, не само од Франција, за да бранат државата членка на Европска унија на улиците на нејзината територија? Што тоа значи ако се распоредат толку војници? Дали тоа веќе де факто не е воена состојба? Значи, делување на војска на улици внатре во држава е воена состојба, а нема прогласено воена состојба. Има само највисок степен на безбедност прогласено во Франција. Тоа е последно. Како, според кој закон делува војската на улиците на Париз? Зашто не го соопштат официјално дека делување на војска може само при воена состојба или ако се воведе Маршалов закон? Тоа не е официјално, а имаш војска. 10.000 војници се денеска распоредени. Бобан многу живописно ја опиша целата состојба и твоите размислувања се многу интересни, поставуваш многу интересни прашања кои дефинитивно аналитичари ќе треба да дадат многу одговори. Сега се јавуваат, сите се паметни после сева ова, иако ја паметам дека ова што го разговаравме го најавуваше ти како логика на нештата, не како да сме сега големи визионери, но едноставно здравиот разум ти говореше дека ако нешто негде правиш и го поддржуваш, потоа ќе ти се случи дома. Нам ни се случи на Смилковско езеро, ни се случи 2001 година. Очигледно ете сега експериментите кои ги правеа во Македонија ќе треба да си ги применуваат. Двојазичност, рамковен. Само овој податок ако ми дозволиш да го дадам. Да. На почетокот на декември месец минатата година, значи минатиот месец, министерот Поповски беше дел, односно присуствуваше на состанокот организиран од американскиот секретар за одбрана Џон Кери на 62 држави, меѓу кои Македонија, кои се дел од коалицијата за борба против исламската држава или исламскиот калифат на Ирак и Левант. Таму, после тој состанок, министерот Поповски излези и даде изјава, јас бев тој што му ја земаше изјава. Он беше целиот блед, невообичаено тој е многу искусен политичар, мудар, искочи вели, ама јас не знаев дека ние имаме работа со толку сериозен и досега невиден противник. Вика, не сте свесни со што имаме работа. Значи јас, уште тогаш, а после тоа имавме ке тебе вклучување, значи, јас кажав, го добив и од него печатокот, и според моето присуство овде сум веќе 3 години, можам да почувствам како пулсира белгиското и европското општество. Едноставно, јасно е дека овој противник кој апсолутно ги надминува сите до сега ужасни, монструозни цели идеи, подготовки и делувања што ги правеле дали Ал-Каида, дали било кои други терористички и злосторнички организации. Плюс, непријателот ти е дома. Непријателот е тој до тебе, непријателот е тој со тебе в кревет, непријателот... Да. Не можеш на граница да го начекаш, не можеш со фантоми да го гаѓаш. Не можеш да го бомбардираш од небо. Не можеш да го бомбардираш од далеко. Така е, томахавки сега не може да функционираат. Во овој контекст, само да кажам, тоа ми беше целта, се извинам, го ширам стварно Јанко, но сакам да бидеме појасни. Имаме простор барем тука. Значи, после тој состанок на почетокот на декември, американската служба испраќа инструктори и инспектори во најголем дел од овие 62 земји сојузници во борбата против ISIL, со цел да ги подготвуваат во борбата за спречување на испраќање на странски борци и пречекот на странските и така натаму.
Македонија на Балканот е единствена земја каде американците не испратија инструктори за да не обучат како да се справуваме со истите, а Македонија пред 3 години е земјата каде почнаа нападите на исламската држава и нивните борци. Бобан, ти благодарам многу за ова исцрпно јавување. Остануваме во контакт. Ќе видиме, бидејќи мислам дека работите многу брзо сега ќе се случуваат. Јанко, ти реков, јас навистина молам Бога никогаш повеќе ни да отидам во Париз, ни било каде за таков настан, ниту да се јавам ке тебе во емисија за таков настан, но стравувам и се плашам дека... Чувај се, чувај фамилија, бација малата, бидете ми поздравени, Господ нека е со нас, а остануваме ние во контакт и се слушаме. Се најдобро и среќна православна нова година утре. Се најубаво. Тоа беше Бобан Нонковиќ, дописникот на Мија од Брисел, почитувани гледачи.